Македонија е домакин на самитот ЕУ Западен Балкан. Фокус на разговорите е планот за раст кој треба да помогне за побрза интеграција на земјите од регионот. Самитот го следи колешката Ивана Соколович Најдова, ја вклучуваме во живо во овие вести. Ивана, веќе ги имаме и првите пораки што беше во фокусот на обраќањата на премиерот Мицкоски и еврокомесарката Кос. Тесман, во моментов започнува пресконференцијата на премиерот Мицкоски и господјата Коста. Предлагам да ги слушнеме главните пораки. Доколку сте спремни, ќе почнеме. Почитувани представници на медиумите, добре дојдовте на заедничката пресконференција во рамки на лидерската средба Европска Унија, Западен Балкан, стабилност, заедништво и иднина овде во Скопје. Денес Скопје е центарот на вниманието на регионот и Европа. За нашата држава оваа лидерска средба представува силна потврда за нашата посветеност на европскиот пат и за улогата што Северна Македонија има како конструктивен и проактивен партнер во регионалната соработка и стабилност. Со нас денес е господинот Христијан Мицковски, председател на владата на Република Северна Македонија, и госпоѓата Марта Кос, комесар за проширување на Европската Унија. Во продолжение ќе следуваат нивните изјави, пошто ќе имате можност да поставувате и прашања. На почетокот му давам зборот на председателот на владата Христијан Мицковски. Повелете, председателе. Овака, сега се слушаме, нели? Почитувана господја Марта Кос, почитувани новинари, почитувани пријатели, денес сме тука во Скопје не само како домакини, туку и како партнери и сојузници на една заедничка визија. Визија за регион што не се дефинира преку своите проблеми, туку преку своите можности. Визијата за Западен Балкан, кој се приближува кон Европската Унија, не со зборови, туку со дела. Со реформи, со резултати, со интеграција што се чувствува во секојдневниот живот на граѓаните. Фактот што сме домакини на овој лидерски самит е важна символична потврда за нашата регионална и европска релевантност. Тоа не е случајност. Тоа е резултат на политичкиот капитал кој го вложивме во стабилноста, реформите и конструктивниот пристап. Ова е признание за улогата што нашата држава ја има во градењето мостови и создавањето решение. На денешните разговори се фокусиравме на реализација на планот за раст на ЕУ за Западен Балкан, кој представува историска шанса за сите нас. Тоа е механизам кој ни овозможува не само пристап до инвестиции и фондови, туку и мотивирачка рамка за напредување на владењето на правото, ефикасноста на институциите и економската конкурентност. За нас овој план не е формалност, тоа е алатка преку која ќе ја трансформираме земјата, ќе ја модернизираме јавните услуги, унапредиме образованието, ќе инвестираме во енергетска и дигитална инфраструктура, ќе ја направиме татковината вистински европски дома, пред да стане формално дел од ЕУ. Но исто така сакам да бидам јасен, дека нашите чекори по европскиот пат се со отворено срце и разум, со прифаќање на европските вредности. Меѓутоа се противиме на уцените кои не се дел од тие вредности. Не прифаќаме наметнување под маска на европскиот процес. Европа е дом на правото, на правдата, на достоинството. Тоа се вредностите што ги прифаќаме, се друго е туѓо за Европската Унија и туѓо за нас. Почитувана комесарка Кос, на овој самит нашата држава влегува како држава со јасна насока. Нашите реформи не се декорација, тие се потреба. И ние нема да чекаме некој да не турка. Ке се движиме самите со собствена волја, со конкретен план и со јасна визија. Испорачуваме резултати не затоа што тоа некој го бара од нас, туку затоа што тоа го заслужуваат нашите граѓани. Ке продолжиме да ги следиме европските вредности не затоа што тоа ни го наложува некој.
туку затоа што тоа е нашиот избор и веруваме во тоа. Нашиот пат, нашата определба. И затоа благодарни сме за поддршката од Европската комисија. Но уште повеќе сме решени сами да си помогнеме да ги спроведеме реформите и да ја трансформираме земјата. Со инвестирање, со работа, со доверба во сопствени сили и со партнерство со ЕУ. Ви благодарам за вашата лична поддршка и поддршката на Европската Унија што дава за Западен Балкан. Благодариме на премиерот. Сега збор ќе има комесарката за проширување на Европската Унија. Floor is yours. Mr. Prime Minister, Почитуване премиера, се уште постои предност затоа што јас пораснав во поранешна држава од истиот хов, па немаше потреба да слушам превод, меѓутоа го почитувам вашиот напор за трансформација како Северна Македонија за вашите реформи кои што не се само декорација, туку се инструмент како да станете членка. Благодарам што сте домаќин на оваа важна средба овде во Скопје и мило ми е што сум овде за прв пат како комесарка. Пред да преминам на планот за раст, знам дека вашата земја се уште закрепнува од националната трагедија и ужасниот пожар во Кочани. Сакам да упатам сочувство на семејствата и на саканите, на жртвите и на многуте повредени. Трагедиите како Кочани не подсетуваат што е најважно во животот. А тоа е семејството, пријателите, заедниците. Тоа се луѓето кои што помагаат, тоа е солидарноста во Европската Унија и од Европската Унија кон нашите земји кандидатки. Мило ми е што знам дека толку многу европјани стоја рамо до рамо со вас во последниот месец и токму затоа кога ќе дојдам во билатерална посета наскоро во Северна Македонија, заедно ќе одиме во посета на повредените во Кочани. Денеска овде се сретнуваме по речиси една година за планот за раст, за да осознаеме што е сработено и да ги појасниме чекорите како понатаму планот за раст ќе се реализира и како ќе се забрза пристапувањето кон Европската Унија. И на средбата пренесов јасна порака: искористете оваа можност, геополитиката е променета и гледаме вистинска заложба за проширување во главните градови на Европската Унија и за изградба на силна Европа која што ќе преземе контрола врз сопствената иднина. Потребни ни се сите европјани кои што ќе соработуваат, вклучувајќи ги и земјите од Западен Балкан. Планот за раст носи опипливи социоекономски придобивки за граѓаните на Северна Македонија и другите земји од Западниот Балкан пред пристапувањето, како што беше посочено во заедничката изјава на лидерите денеска. Па така, наша одговорност е да го спроведеме во корист на вашите граѓани и деловни субјекти, како и со помош на Европската Унија. Тоа е суштински дел на она што го нарекуваме забрзана интеграција, при што може да се интегрираме во регионот и во единствениот пазар, како и во политиката за безбедност пред да станете членки. И зборувавме за нашите планови, а сега влегуваме во фазата на имплементација, така што овој самит за планот за раст за прв пат се однесува на имплементацијата. Со гордост можеме да ги прикажеме првите резултати. 75% од договорените реформи општо за сите држави се или спроведени или се во тек, меѓутоа 1/4 се уште не се реализираат и ги поттикнувам лидерите да го интензивираат ангажирањето околу натамошната имплементација. Да зборувам за конкретните резултати што ги гледаме. Земете ја СЕПА како пример.
Со СЕПА плаќањата се олеснети, значи се работи за Европската платежна област, тоа значи дека млад предприемач, например во Скопје или во Тирана, може да прими уплата од цела Европа многу лесно, исто како и фирмите во Виена или во Мадрид. За земјите 4 држави од Западен Балкан се на 5 или пак зелените ленти, коридори се согласивме на 11 гранични премини или дерите целосно се посветени кон унапредување на овој проект. Исто така сателитот Галилео на Европската Унија го користиме за следење на камионите и за разбирање на тесните грла. Например, колку се долги редовите кога се формираат, кога ќе се применат зелените коридори, ќе се намалат времењата на чекање од 50 до 70% и тоа ќе направи огромна разлика за компаниите и за граѓаните. И токму затоа ги повикувам лидерите да постигнат напредок околу овој приоритет. Исто така, за рамката на единствениот пазар, автопатот кон единствен пазар, ова го проширивме на западен пазар, работиме кон утврдување на синџирите на снабдување во Европа, во кои што ќе може да се интегрираат вашите компании. Например, во фармацевските циклуси ќе ви помогнеме вашите стандарди да ги усогласите со нашите, за да може да се третираат вашите фирми еднакво со оние во Европската Унија. Исто така инвестицијската рамка ќе помогне вашите држави да изградат патишта и железници, како и ветерни паркови и соларни паркови, како и да воспостава дигитална инфраструктура за да се забрза конкурентноста на вашите економии. Исто така зборувавме за подобри врски и поврзаност. Ви честитам, почитуван премиере, за договорот со Бугарија да работите на коридорот 8. Овој коридор е важен не само за Северна Македонија и Бугарија, туку и за целиот регион, важен е за Европската Унија и посебно важен е затоа што ќе биде важен дел во новата црноморска стратегија, која што ја усвоивме на ниво на Европската комисија, со што ќе се поврзе Европската Унија со Централно-азиската држава, а Северна Македонија игра голема улога во ова. Зборувавме за роумингот. Ако на вистина работиме вредно и сваќам дека вашите лидери се волни за такво нешто, да воведат многу реформи со кои што ќе се измени законодавството, може да имаме роуминг бесплатен за земјите од Западен Балкан од 1 јануари 2026 година. Открив дека многу сме и двајцата компетитивни и сигурна сум дека Северна Македонија ќе го реализира ова и ова значи многу доколку вашите народи или луѓето од Европската Унија ќе може да комуницираат на телефон без дополнителни надоместоци. Мислам дека толку многу постигнавме заедно со мојот тим и со тимот на Европската делегација овде во Скопје. Ви благодарам многу на сите вас, господин амбасадоре, целосно сум посветена на поддршката за нашите партнери во нивните напори и А ова беа пораките од премиерот Мицкоски и еврокомесарката за проширување Марта Кос. Многу повеќе детали од денешниот самит пренесуваме и во вестите во 16 часот. За да се избегнат летните гужви на граничниот премин Богородица ќе бидат отворени 2 нови ленти за излез од државата и уште една лента за влез на товарен сообраќај. Министерот за внатрешни работи Панчо Тошковски најавува воведување на повеќе промени во следниот период за да се забрза протокот на сообраќај. Можеме да ставиме во функција најмалку уште 2 ленти за излез со реорганизација и можеме да ставиме во функција најмалку уште една лента за влез во делот на товарниот сообраќај, со што цениме дека првично ќе се подобрат условите компарирано со претходните години за транзитирање на нашите граѓани, како на патнички, така и на товарен сообраќај, а за виднина и како сме фокусирани на создавање на уште еден дополнителен дел, нешто слично
нешто слично на граничниот премин кој што го имаат грците, посебен за товарен сообраќај. Значи размислуваме во насока да товарниот сообраќај го трнеме во целост од моменталниот начин на функционирање на граничниот премин Богородица. Голем пожар избувна во текот на ноќта во Кочани, при што биле опожарени 3 автобуси и едно комбе, собственост на приватна фирма. Како што информираат од СВР Штип, инцидентот се случил околу 2 часот и 30 минути по полноќ во близина на бензинска пумпа во кочанската населба Оризари. Благодарение на брзата интервенција на територијалната противпожарна единица од Штип, пожарот бил изгаснат, а за среќа нема повредени лица. Од Министерството за внатрешни работи соопштија дека во текот на денот ќе биде извршен увид на местото на настанот од страна на увидна екипа од ОВР Кочани со цел да се утврдат причините за пожарот и материјалната штета. СВР Струмица пак вчера вечер разби меѓународен канал за трговија со дрога и заплени 100 килограми марихуана. Во вчерашната полициска акција приведени биле 3 лица. Според министерот Тошковски, дрогата требала да биде изнесена надвор од Македонија. Во текот на вчерашниот ден Министерството за внатрешни работи, СВР Струмица поточно, разбија еден меѓународен канал за нелегална трговија со дрога и успеа да запленат негде отприлика околу 100 килограми марихуана, која што беше превезувана на територија на СВР Струмица. Целта на транспортот беше таа истата дрога да биде изнесена од територија на Македонија, согласно првичните информации кои што ги имам. Многу ми е драго што ваков тип на запалени зачестија во изминатиот период. Многу ми е драго што македонските граѓани можат да видат една темелна борба против нелегалната трговија со дрога. Многу ми е драго што навистина конечно можеме да покажеме дека имало разлика од претходно. Сакам да се заблагодарам на полициските службеници кои што учествуваа директно во рамки на оваа акција. Информиран сум дека ова било доста, така кажано, филмско апсење на криминалците кои ја транспортирале дрогата. Со изградба на нова и современа филтер станица, жителите на селото Сушица добија пристап до чиста вода за пиење. Со ова се реши децениски проблем. Деценискиот проблем со неисправната вода за пиење во селото Сушица конечно доби трајно решение. Општина Ново село изгради нова и современа филтер станица, со што жителите добија пристап до чиста и здрава питка вода. Станува збор за инвестиција вредна над 4 милиони денари, со која е изведена модерна постројка за прочистување на водата од селскиот водовод. Со новата филтер станица целосно е отстрането и присуството на манган, кој со години представуваше сериозен здравствен ризик за жителите. Проектот фирмата изведувач го работеше некои 6 до 7 месеци, но за жал од претходната власт беше кочен овој проект повеќе од 20 месеци, но еве за среќа тука сме денес собрани да ја свечено пуштиме. Општината за овој проект, како што споменав, мораше да подигне кредит со одлука на Советот на општина Ново село и успеавме да го изреализираме овој проект и од денес граѓаните на Сушица да пијат чиста вода за пиење. Новиот систем е целосно автоматизиран. Ја контролира работата на пумпите, нивото на вода во резервоарот и овозможува оптимизирано трошење на водата, што значително ја зголемува ефикасноста и стабилноста на водоснабдувањето. Според изведувачите на проектот, станува збор за филтерска станица единствено таков тип во Македонија, бидејќи преку неја се врши екстракција на манганот од водата, процес кој досега не бил имплементиран во ваков обем и со вакво техничко решение. Водата пред да влезе во филтерска станица проаѓа низ специјални филтри кои што ја филтрираат водата, оди груба филтрација, па има фина филтрација и на крај оди во филтри кои што го екстрахираат манганот од водата и добиваме чиста вода. Значи станицата, како што реков, е потполно автоматизирана, работи без, да речеме, човечки фактор. Филтер станицата е поврзана со новиот водовод кој неодамна беше пуштен во употреба, што дополнително го зголемува капацитетот на системот и овозможува сигурно и континуирано водоснабдување, без прекин или недостиг, дури во периоди на зголемена потрошувачка.
Сушица е второто по големина населено место во општина Ново село, со 600 домаќинства и околу 1000 жители. Просечното дневно водоснабдување обезбедено преку новата филтер станица има капацитет од 500 кубни метри на ден, што е доволно за редовните потреби на селото. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија.